Од исклучително значење е помошта што државата им ја дава на сточарите по основ на субвенционирање на женските јагниња и на производеното им млеко. Без неа одгледувачите на овци па и на крупен добиток би биле осудени на пропаст, бидејќи откупните цени се далеку под исплатливоста и не гарантираат проста репродуктивност. За значењето на субвенциите денеска разговаравме со напреден сточар од селото Лески Виничко, кој не ја крие позитивноста на овие мерки на државата. Да, имаме и добиваме субвенции и сме многу задоволни од таа страна. Што се субвенционира? Да, субвенцира се јагне, оставено женско, субвенцира се овца, субвенцира се 1700 динара за оставено женско јагне. Субвенцира се млеко, 3,5 динара, и тоа не е за подценавање, разбираш. А го откупуваат ли млеко? Откупуваат. Малку цената е ниска, ама Колку цената? 30, 32, 35 динара. Она е ниска, она не е... За да квалитетно млеко? Квалитетно и многу млеко. Ние по 400 литра млеко дневно предаваме, али треба да е малку поскапо. Пардон, субвенциите се добрододени. Јесте. Пардон, без нив не може да се обстане. Сточарството, ако не е са они, ќе пропадне. Со неговото стадо од околу 600 овци, но и од земјоделието од кое произведува храна за нив, тој обезбедува квалитетна екзистенција за семејството, гради нови куќи и бележи постојан развој. Затоа тврди дека од сточарството може да се живее и дека младите, наместо да бегаат во странство, да работат по туги имоти, подобро да останат тука и да ја градат својата иднина. Каква Италија, зашто? Па таму ќе биде момок, ќе биде измикар. Таму ќе го кара да работи газда, тука е свое. Само треба државата да се обране на кај тај млад, да му даде и машина, и да му откупи, да му биде гарантирано и млеко и јагне. И зашто да не ќе да работи? Со домаќинско и вредно работење и со ангажирање на целото семејство, сточарството може да обезбеди да се заработува мощно и солидно и човек да не е зависен од никој, туку само од сопствениот труд.